Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите торта лепа. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи: 15 јајца, за пандишпани 390 грама шеќер, 3 лажици јаболков оцет, 300 грама сечкани ореви, 6 лажици брашно, за кафен фил 1 литар млеко, 6 лажици шеќер, 4 кесички прашок за пудинг од чоколада, 200 грама чоколада, 250 грама маргарин, 250 грама шеќеров прав. За жолт фил 250 грама маргарин, 250 грама шеќеров прав, 1 ванилин шеќер. За украсување 3 кесички прашок за шлаг, 300 мл млеко. Потребното време за подготовка на овој десерт е 2 часа. Започнуваме со подготовка на пандишпаните. Јајцата ги кршиме, ги делиме белките од жолчките. Со миксер ги матиме белките. Го додаваме шеќерот. Откако шеќерот ќе се растопи, го додаваме оцетот. Откако смесата ќе се соедини, го исклучуваме миксерот. Ги додаваме брашното и оревите. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Смесата ја распоредуваме во 2 тркалезни калапи за печење и 1 тркалезна тава за печење, обложени со хартија. Калапите и тавата ги ставаме во редна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме кафениот фил. Во тенџере на оган налеваме 600 мл млеко. Го додаваме шеќерот. Прашокот за пудинг го додаваме во преостанатото млеко во мензурата. Мешаме со жицата. Непрекинато мешајќи со жицата, во зовриеното млеко го додаваме размешаниот пудинг. Откако пудингот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Чоколадата ја кршиме на парчиња, ја додаваме во тенџерето. Мешаме со жицата додека се растопи. Оставаме содржината во тенџерето да се излади. Почнуваме со подготовка на жолтиот фил. Во садна пареа со миксер ги матиме жолчките, го додаваме шеќерот во прав. Откако кремот ја добие потребната густина, го исклучуваме миксерот. Го тргаме садот од оган. Во длабок сад со миксер го матиме маргаринот. Го додаваме ванилиниот шеќер. Откако маргаринот и ванилиниот шеќер ќе се соединат, го исклучуваме миксерот. Во садот го додаваме изладениот крем од жолчки. Матиме со миксер додека филот се соедини. Калапите и тавата со испечените пандишпани ги вадиме од регна. Во сад за матење ги ставаме прашокот за шлаг и млекото. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Продолжуваме со подготовка на кафениот фил. Во сад за матење ги ставаме маргаринот и шеќерот во прав. Матиме со миксер додека маргаринот стане пенест.
Потоа го додаваме изладениот пудинг. Матиме со миксер додека филот се соедини. Пандишпаните ги вадиме од калапите и од тавата. Им ги отстрануваме хартиите. На чинија за торта го ставаме првиот пандишпан. Го премачкуваме со жолт фил. Врз филот го ставаме вториот пандишпан. Премачкуваме со кафен фил. Врз филот нанесуваме шлаг. Врз шлагот го ставаме третиот пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со преостанатиот кафен фил. Преостанатиот шлаг го ставаме во готварски шприц. Со шлаг, со шприцот ги украсуваме краевите на горната површина и страничниот дел на тортата. Тортата лепа ја декорираме со 3 црвени шеќерни рози и 6 зелени шеќерни листови. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напиете се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!